Ни дојде во здрава Македонија. Ви благодарам за оваа прилика еве да споделиме нешто добро во нашата држава и нешто за сите студенти кои или дипломци кои се при крај на студиите. Така, за прв пат се одржува овој виртуелен сајм за практиканство, но ајде прво ќе те прашам која е целта? Зошто се одржува ваков вид, особено виртуелен сајм? Да. Целта на сајмот е да ги поврзе студентите и дипломците со компаниите за практиканство пред се. Сметаме и веруваме дека практиканството е клучен и најбитен дел за развојот на кариера. Тоа е она што ги прави, да речем, студентите да преминат во пазарот на трудот. И тоа му возможува градење на кариера. Зошто е виртуелен? Виртуелен поради тоа што не сакаме да се ограничиме на одредена локација. Знаеме дека многу настани се случуваат во Скопје. Скопје е најголем град и тоа е очекувано и најмногу студенти има на Универзитетот Кирил и Методи, но сакаме нашата цел како платформа е да работиме на ниво на Македонија, а и пошироко. Затоа одлучивме виртуелно за да нема некакви просторни ограничувања. Така, тоа значи секој ќе може да се вклучи преку дали ќе биде тоа апликација или како ќе се вклучат? Директно се вклучуваат, треба на сајтот да отидат? Да, главно имаме сајт за пријавување, тоа е www.binternet.com напишано на латиница. Така. Сите заинтересирани учесници се пријавуваат преку сајтот, а ние планираме да имаме софтвер, односно платформа, каде што ќе има виртуелни штандови. На самите виртуелни штандови ќе има виртуелни соби, тоа се соби, како Zoom, доколку некој го користел, така. И се приклучуваат учесниците, имаат можност за директна интеракција помеѓу компаниите и учесниците. Тоа е едниот сегмент, а другиот сегмент се панел дискусиите, кои ќе бидат и на Facebook и на YouTube прикажани, со цел да може да се информира јавноста за проблемите со кои се случуваат и компаниите, но и студентите и работодателите во однос на практиканството, со цел да се покрене некоја иницијативност и од страна на државата, но и од страна на компаниите за подобрување на практиканството и еве да му се даде глас на студентите да се борат за своите права, односно за правото на остварување на практиканство и поддршка на целиот процес на практиканство. Со какви компании ќе се сретнат? Главно целта наша е да имаме минимум 13 компании од различни индустрии. Најактуелни за жал се IT компаниите, тоа морам да го признаам, затоа апел во овај момент и до другите индустрии, до другите компании, бидејќи практиканството е за сите студенти е најбитен сегмент, така да IT компаниите и во оваа прилика би им се заблагодарили за нивната иницијативност. Така е, сега ги спомена студентите. Што е со оние повозрасните кои што сакаат да се вклучат во некоја пракса, може ли? Има ли некоја старосна граница до колку може да се пријават? Да, старосна граница. Па практиканството не познава старосна граница, морам да признам. Да, затоа и да прашувам дали може и повозрасни да се пријават. Да, на таргетот е насочен на скоро дипломирани, добро, доколку некој завршил факултет на повозрасни години. Така е, така. Така да, зошто да не? Ако е во потрага по прво работно искуство или по практиканство, така да отворен е повикот. Сметам дека компаниите тоа го разбираат, некои на повозрасни години студираат, така да границата не постои, би рекол, но сепак да се задржиме во рамките на студенти и скоро дипломирани дипломци. Така, имате ли бројка до сега, дали се пријавиле? Да, до сега бројката е околу 300 студенти и дипломци, интересот е голем. Планираме уште повеќе да се пријават, бидејќи нема некакви просторни ограничувања. Студентите нема што да изгубат, имат многу што да научат, да добијат и да си пронајдат своја пракса и да започнат кариера. Така, до кога е рокот за пријавување? Па рокот за пријавување е 2 недели пред сајмот, така да до 1 мај денот на трудот ќе биде последниот рок кога ги прибираме сите пријави и понатаму ги информираме за сајмот. Така, колку вкупно компании ќе има на овој сајм? Да, околу 13 компании очекуваме да си имаат своји штандови, да ги изложат своите огласи за практиканство и да се представат на самиот сајм со цел студентите кои ќе присуствуваат да имаат можност да направат една интеракција, еден однос со потенцијалните работодавачи, а исто така панел дискусиите кои ќе ги водиме се доста корисни со цел тие да ги разберат повеќето сегменти на градење на кариера и што е битно како студент да поседуваш за да стигнеш до кариера. Многу ќе кажат е само желбата, но тоа е еден сегмент, но реалното да се посветиш на кариерата е да започнеш да градиш некои проекти покрај тоа што го студираш. Значи и надвор од факултетот е многу битно да се гради кариера.
Така, што велат работодавачите? Колку добро, сега пријавените нели не можат се уште да се приклучат на сајмот затоа што не е почнат, но каде има дефицит? Каде најмногу им требаат практиканти, во која индустрија и каде пак има каде најмалку има потреба за практиканти? Да, од нашето искуство како платформа binternet.com која го организира овој сајм, најчесто IT компаниите се оние кои се најотворени и најзасегнати, би рекол, има најголем недостиг на кадар. Така. И тие се на некој начин принудени да креираат свој кадар, односно да заемаат практиканти и да ги обучуваат во своји вработени. За останатите индустрии, за жал, се повеќе пасивни, би рекол, и тие некои компании за жал сметаат дека практикантите треба да дојдат кај нив, Да. а не тие да ги побараат практикантите. Наша цел како Бинтерн е компаниите да бидат отворени и да ги едуцираат практикантите за да постанат нивни вработени. Така да IT индустријата е една од најсилните во моментов. Гледам и дека економскиот сектор се раздвижува, така да останатите компании ги повикувам на општествена одговорност, бидејќи практиканството е општествен проблем. Најголем број од невработените млади лица се поради недостиг на вештини кои ги бараат компаниите, а тие вештини ги нуди самата компанија. Така да тоа е она што треба да бидеме свесни и како компании, но и како студенти дека ни треба пракса и дека треба да преку пракса стигнеме до вработување. Така, најде малку да им објасниме на оние кои што не знаат што всушност представува практиканството. Зошто треба да се оди на практика? Дали е платена, колку време е платена, што се обезбедува? Се обезбедува ли превоз? Сега зборуваме доколку не е платена. Храна, што велат компаниите? Да, за поголемите компании не е проблем да ја платат праксата, но што е побитното? Побитното е знаењето кое ќе се стекне на пракса. Апел до сите компании да ја сватат сериозно праксата, бидејќи не е само да платиш и да не му посветиш време на практикантот. Чи практикантите треба да се гледат на еден приход. Долгорочно, ако размислуваме, треба програма за практиканти, че во тие први 3 месеци практикантот да се оспособи за работа во таа компанија, да ги стекне соодветните вештини. Така да не е толку релевантно според мене дали е платена или не е платена, туку релевантно е дали јас ќе добиам ментор и соодветно водство во процесот на градење на кариера и запознавање со процесите на компанијата, со цел јас во иднина да можам да работам за таа компанија или да стекнам вештини кои ќе ми помогнат во развојот на мојата кариера. Да, но не сум сигурна, но повеќето ќе се сложат со мене дека не сакаат да бидат дел од таа пракса или пак да волонтираат баш поради тоа што ајде не зборуваме за плата. Туку зборуваме за превозот, зборуваме за храната која што навистина стана луксус во ова време. Затоа и те прашав колку од компаниите таа пракса ќе ја платат. Мислам дека и на тој начин би ги привлекле студентите да дојдат и на еден начин и волонтерството, мислам дека е слично како и праксата. Да, точно така. Јас сметам дека секоја пракса треба да биде платена, доколку компанијата има средства доволно да исплати за практикантите. Но секоја пракса според мене е добра, независно дали е платена или не платена. Но сепак, доколку може компанијата дефинитивно да ги исплати практикантите, бидејќи трудот е оној кој сакаме да ни биде ценет и на тој начин ние правиме компарација, да речам, според останатото. Океј, јас вредам на некој начин поради тоа што сум платен да го правам тоа што го правам, тоа што сакам да го правам секако. Така да апел до сите компании да ја плаќаат праксата доколку можат, бидејќи на тој начин му укажуваат тој што да речеме елан на студентите за да работат понатаму. Така, дали ти Димитар си бил на пракса и каде, ако не е тајна, во која струка? И колку праксата ти помогнала да ги развиеш своите вештини и секако да придонесеш повеќе за фирмата каде што си работел? Да, јас се уште сум студент на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Сега сум во 4-та година завршен семестар. Така? Сум бил на 2 пракси, тие биле поврзани со дигитален маркетинг и IT. Така да тоа што сум го научил таму било покрај тоа што сум слушал од ментори, туку и самата иницијативност која сум ја имал да истражувам во област. Понатаму ми помогнало секако во развој на платформа binternet.com која поврзува студенти и дипломци, Така. да го применам тоа знаење и понатаму и да истражувам понатаму. Така да иницијативност е уште побитна од самото менторство. Менторството може да трае 2 часа на ден, но останатите 4-6 часа од праксата јас ќе ги поминам во самостојно истражување и работа.
Да. Се согласувам со тебе, бидејќи јас сум била дел и на пракса сум модела и сум волонтирала во разни организации. Освен тоа што се чувствуваш добро дека некому помагаш, како што каже ти имаш ментор кој што и ќе те насочи ако станува збор за праксата, онаму каде што сакаш да работиш. Еве како за крај еден апел да им упатиме на студентите и на дипломците зашто треба да го посетат овој сам. Не те прашав, верувам дека е бесплатно учеството, дека не се наплатува. Некако се е поврзано околу парите, Димитар, такво време дојде. Секогаш граѓаните гледаат дали нешто треба да платат, па затоа и морам да те прашам повеќе околу овие финанси. Да. За студенти и дипломци е дефинитивно бесплатно. Мислам, трошокот е нивното време, а повратокот на инвестицијата е голем. Так. А за компаниите сметам дека тоа не треба представува некаков проблем, бидејќи на тој сајм ќе присуствуваат доста студенти и дипломци кои ќе се желни за работа и компаниите сметам дека тоа што ќе го инвестираат како финансиски средства се сосем минорни за нивниот повраток на инвестиција. Така да бесплатно за студентите и дипломците и во оваа прилика и студенти и дипломци повикувам и компании од другата страна, бидејќи само на тој начин може да се подигне нешто од двете страни кога има заеднички интереси и желба за соработка. Да, сега бидејќи спомена дека си студент, какво е твоето очекување за прв пат како ќе помине овој сајм? Си разговарал ли со твоите колеги за да ги прашаш дали би учествувале на таков сајм? Каква е нивната заинтересираност со овој што е виртуелен? Да, имавме и да речем коментари или сугестии зошто виртуелен, но ние знаеме бидејќи не сакаме да ограничиме некој студент да не присуствува, бидејќи знаеме, окей, ако се организира во Скопје, некој треба да трошок да дојде, па тие ограничувања да ги елиминираме, но секако во иднина би планирале и да организираме и физички саеми, каде што во повеќе градови со цел да се опфади цела држава, не само еден град, бидејќи знаеме се е централизирано на некој начин. Да, интересот е голем и тоа ме радува и пријатно се изненадени студентите дека постои вакво нешто и некој се бори за нивните права, да речем, и за практиканството како клучен сегмент во развојот на нивната кариера. Така, Димитар, уште еднаш ти благодарам за одвоеното време. Ви посакувам успех на овој прв сајм. Интересно е што е виртуелно. Се надевам ќе има и втори, трети, дека ќе биде една, ќе кажам, барем еднаш во годината ќе се одржава, затоа што навистина им помагате на младите на овој начин да ги споите, вие како посредници, да ги споите со компаниите. Ви благодарам и вам. Така, драги гледачи, тоа беше се од ова вклучување во живо. Слушнавте дека ќе има виртуелен сајм за сите вие кои што сте заинтересирани. Слободно посетете.